антикорупцијска последно што објави беше демантот дека има некакви нерегуларности во однос на изборот на господинот Виктор Стојчевски. Што се однесува до поставеното прашање, дали проверуваме во рамките на компанијата? Да, постојано се проверува. Сите документи побарани од антикорупцијската комисија беа доставени. Има внатрешно исто така комисија која проверува како е направен изборот за господинот Виктор Стојчевски, а доколку се утврдат некакви нерегуларности во однос на изборот, да, ќе сносат одговорност сите, вклучувајќи ме мене и господинот Виктор Стојчевски. Систематизацијата е интерен акт. Во моментот кога антикорупцијска ги побара документите, беше и тој документ од компанијата. Ние го доставивме до антикорупцијска. Се додека антикорупцијска одлучува по однос на доставените документи, ние не можеме да ги споделиме со јавноста. По одлуката на антикорупцијска, да, ќе ги доставиме. Повелете. Па затоа што систематизацијата не е акт кој може да се сподели со јавноста и не е акт од јавен карактер на компанијата. Така е одлучено со одлуката, со одлуки на управниот одбор. Станува збор за информација која не е од јавен карактер. Мислам дека ви одговори директорот. Не може систематизација да не биде јавен акт. На предпријатие држава. Систематизацијата на МВР и јавен акт стои на сајт. Така што систематизацијата конспиративна, например, од Министерството за внатрешни. Нема никаква конспиративност. Систематизацијата ќе биде објавена во моментот кога антикорупцијска ќе донесе одлука за соодветното вработување на господинот Виктор Стојчевски. Затоа што е предмет на разгледување од страна на антикорупцијската комисија. Меѓу останатите документи и систематизацијата.